Три работи на кои што постојано ќе се навраќаш се додека твојот бизнис е жив. А тоа се маркетинг, продажба и спорака. Токму во денешната подкаст епизода ќе зборуваме за третото, а тоа е за испорака. Но пред да почнеме да навлеземе во деталите и ти кажам што е најважно во делот на испорака, дозволи напрво да направиме едно резиме на сето она што досега го зборувавме и да ги поврзаме сите точки да видиш зошто пак е важно сите претходни, а и буквално да дадеме најголем ефект на оваа денешна тема, а тоа е поврзано со испораката. Ако се сеќаваш, во минатата епизода зборувавме, се што ти е потребно да заработиш од 0 до 30.000 евра на годишно ниво, ти е важна една маркетинг понуда, односно целна група. Се што ти е важно е една идеална понуда. Ако си премиум човек, одлично, јас обожавам премиум понуди, значи премиум понуда. И рековме дека е важно еден пронајден канал кој нормално кој што тебе ти е највеќе ти одговара, немаш потреба ништо да комплицираш, се работи само за 30.000 евра годишна добивка. Сега, зошто е важно? Ајде да одиме со самиот почеток. Ако не знаеш која е твоја целна група, што се случува во пракса? Еднаш работиш со едни клиенти, утре работиш со други клиенти, постојано слушаш задоволни и незадоволни клиенти и што се случува? Имаш потреба постојано да ја менуваш твојата понуда. Еднаш си работел со B2B клиенти, еднаш си работел со физички лица, еднаш си работел со од една бранша, друг пат од друга бранша, значи различни клиенти во ширина, по географска положба, по полова, родова, како сакаш разноликост, нели? Зависи во кој бизнис се наоѓа, да кажем, во која индустрија твојот бизнис. Што значи тоа? Дека ти постојано се мачиш за да ги задоволиш сите луѓе. Истото ова мене ми се случуваше во минатото кога работев консалтинг и бев на самиот почеток. Што се случуваше? Ќе добиев еден клиент од една индустрија, па влези да го проучиш, истражувања, па јас да го сватам бизнис моделот, на кој принцип работаат, па направо да го сватам, па додека најдеме стратегија, па направиме и сето тоа да го подобриме, нели? Само што сум го решил тој клиент, сега барам нов клиент, сум добил од друга индустрија, повторно истите процедури од почеток. На тој начин доаѓаш до заклучок, односно јас кога тоа го размислував, поминало година, две, сум добил, 20-30 клиенти, од тие 30 клиенти, со ниеден нема никаква сличност. Она што беше уште покомплицирано, кога зборуваме за целна група и за маркетинг стратегија, истото се случуваше и во делот на понуда, а во делот на понудата работав и обуки, тренинзи за продажба, за организацијски развој, тимбилдинзи, мистери шопинг, семинари, обуки, тренинзи, кои ќе видиш тоа се чуда куп работи, но поентата е што ние на почеток се трудиме да ги задоволиме сите луѓе, да добиеме секој еден клиент нормално. Важно ни е и ние да заработиме некој динара и нашата фирма да обстои долго и логично е тоа да се случува на самиот почеток, но поентата е да бидеме свесни што побрзо да го надминеме оваа фаза, оти ако не го имплементираш она што го зборувам денес и во минатите и во следните видеа, никогаш нема да излезеш од овој зачаран круг како што не излегуваат луѓе кои што водат бизнис со години, направиле промет 1.000.000 евра, а се уште не заработеле 30.000 евра, да не зборам нешто повеќе. Значи, што е важно? Важно е да седнеш и да размислиш. Реков да ги поминеш сите овие видеа во минатото што разговаравме, да дефинираш јасна целна група. Зошто е повторно ќе кажам? Затоа што секој еден чекор се рефлектира понатамо и кога ќе дојде за маркетинг, кога ќе дојде за продажба, разни луѓе имаш различни изговори, со различна понуда се продава на различен начин, нели? Едно што си ти у конфузија, не знаеш па се мачиш за секој еден разговор. Второ, ако имаш тим во твојата фирма, и тие исто се мачат и нормално очекуваш дека луѓето ќе разберат, дека ќе се трудат на начин на кој што ти си размислил, но поентата е дека не само што ти си во стрес и твојот тим го доведуваш во стрес, затоа што едноставно тој начин е невозможен. И сега, не знаеш која е целна група, постојано во ширина, не мораш понудата да ја преправаш затоа што добиваш различни клиенти
И сега доаѓаме до делот на испорака, а што значи тоа? Се она што си се договорил, сега треба да го испорачаш, дали е тоа веб дизајн, дали е тоа SEO стратегија, дали е тоа нацрт план за градба, дали е тоа, не знам, маркетинг агенција, дали е тоа било што и да се бавиш буквално од кога зборуваме за услужен бизнис, што значи во делот на испорака кога ќе дојдеш, не само што ти се мачиш за да го задоволиш секој еден клиент, ти нормално важно ти е, сакаш да имаш препораки, сакаш луѓето да бидат задоволни, особено ако не знаеш да продаваш па плаќаш на рати, на одложено, не знам што, ти си притиснат нели да го наплатиш остатокот и сето тоа доведува во конфузија. Што значи? Па повторно ќе те подсетам, а тоа е дека од 0 до 30, а не е многу различно, и до 100.000 евра годишна добивка, се што ти е потребно е да го упростиш, да го поедноставниш бизнисот, буквално идентично како да имаш 8-9 годишно дете до тебе, да му објасниш што работиш, како да работиш, буквално да може да те разбере. Инаку, ако не те разбира 9 годишно дете, тоа значи дека некаде си искомплицирал. Зошто е важно и денеска рековме дека ќе зборуваме во делот на испорака. Ако ти со секој клиент еден се учиш и различни ти се фазите, тоа значи дека никогаш ти не можеш да ја подобриш услугата затоа што постојано ќе бидеш во недостиг. Едно од проблемите кои што се случуваат на ова ниво, кои се наоѓаат луѓето, обично имаат чувство дека се некој друг од конкуренција е подобар од нив. Ги гледаат, се споредуваат, анализираат што имаат тие од машини, од опрема, од алати, од возило, од канцелари, од не знам што. И што се случува? Уште не ги вратиле средствата кои што ги инвестирале, уште не научиле како да заработуваат 30.000 евра минимум на годишно ниво, тие се впуштаат во инвестиции. Зошто? Затоа што имаш постојано различни клиенти. Еднаш ти треба возила, еднаш ти треба софтвер некаков, си зел софтвер, сега ти треба трета верзија, си зел една камера, сега ти треба 6 камери, си зел, не знам, некој програм за цртање, за дизајнирање, небитно, сега ти треба уште нешто, па алати, па машини, па една машина, па во одреден момент сваќаш дека ти е теснен просторот, па менуваш друг простор и ти, драг мој пријателу, постојано ќе бидеш во хаос и не само ти, повторно ќе кажам дека и клиентите. Сега, што е важно во испораката? Во делот на испорака, и кога ќе кажам испорака или оператива како сакаш или производство, тоа е она што го работиш ти позади сцената, а клиентите не го гледаат. Или во превод, исто замисли како кога некој човек оди на операција, ти ја гледаш болницата, ги гледаш просториите, се останато, но она шок соба или операцијската сала, тамо има стакла, има врати и ти внатре не можеш да видиш ништо што се случува, освен ако си пациент, па додека не ти стават нели анестезија. Значи, се до она што се случува позади вратите, го нарекуваме испорака, нели, она што си го ветил во продажба, треба да го испоракчаш. Сега, дали е тоа нацрт план за градба на куќа, дали е тоа производство на мебел, дали е тоа видеоклип, дали е тоа Господ знае што и да работиш, небитно, на тоа мислам кога ќе кажам испорака. Сега, што е овдека важно? Важно е кога ќе зборуваме за испорака, кога зборуваме за една понуда, делот на испорака да ја поделиш по неколку фази, кои фази ти ги знаеш, помини она што го работаш и само запиши ги чекорите кои што мораш да ги направиш за да дојдеш до финале. Или во превод, ако имаш 3D дизајн, мерка, не знам, производство на мебел по мерка, тоа е она одење, нели, да направиш, да земеш мерка во самиот објект, се враќаш назад, сега треба да го проектираш тоа во 3D или 2D, небитно. Ако се договориш за понатамо за производство, треба да направиш, нели, истото тоа да го конструираш или да го дизајнираш, небитно, нели. Подоцна треба да извадиш мерки, нели, кројни мерки, да кажеме, од тамо оди во производство, па кроење, па кантирање, па фарбање, па склапање, па монтажа, па транспорт и па чуда. Значи, сите овие фази кои што ти ги кажав, сите овие спаѓаат во испорака. И зошто е ова важно? Па важно е затоа што луѓето плаќаат квалитет, но квалитетот не го гледаат во тоа што ти го гледаш, во смисла што е произведено, кои материјали користиш или не знам што. Они имаат некоја друга вредност, ќе зборуваме подетелно во некое друго видео, но за сега само свати го дека е тајмингот битно, кој ќе му кажеш за 10 дена е готово, значи за 10 дена да биде готово. Сега, ако времето е најдобра валута, ако времето е најважно во делот на фаза на преговори, во понуда и во се останато што ќе го зборуваш, тоа значи дека треба секоја фаза да ја мериш,
Секој процес кој што се работи да го мериш, тоа се вика интерно нормирано време, и секој пат да го подобруваш. Но што е важно? Се што можеш да измериш, можеш и да го подобриш. Ако ти не мериш колку време ти треба да програмираш еден код, колку време ти треба да издизајнираш еден цртеж, колку време ти треба да направиш еден просечен, една куќа од 100 квадрати на еден кат, колку време ти треба да направиш една подкаст епизода да ја режираш, небитно. Значи, било што и да правиш, ти секоја фаза, рековме, мораш да ја поделиш и да измериш време. Зошто е важно? Затоа што имаш првична ситуација и поентата е како тоа да го подобруваш и сите оние грешки кои што се случуваат попат, буквално да ги решаваш и да ги подобруваш. Зошто велиме дека е поедноставно да работиш со една понуда, еден начин на испорака и се поедно, нели ако ме пратиш цело време до 30.000 евра, токму за да станеш експерт во само една област. Повторно ќе кажам, ако имаш 100 понуди, ако имаш 100 различни на испорака, ти си изгубен случај. Немаш време за себе, немаш време за тимот, немаш време за семејството, постојано некој од клиентите ќе биде незадоволен. Трчајќи да ги задоволиш сите луѓе, нели, со овој си му ветил, на овој си му ветил, на оној си му ветил, ти влегуваш уште вложуваш дополнително време и на крај кој ќе пресметаш колку си заработувал како вработен, колку сега заработуваш. И овде обично луѓето не ни знаат точно колку заработуваат, но оние малку кои што водат евиденција ќе забележат дека во овој случај, доколку работаат на овој начин, тие временски заработуваат многу помалку отколку кога биле вработени. Да речеме, ако кога биле вработени, работеле 8 часа на ден и заработувале 500 евра, сега тој може заработува 1500 евра, но кога ќе видиш дека работи по 5-16 сати и сабота, и недела, и празници, и одмори, и чуда, тија едноставно да видиш дека сето овој начин едноставно нема смисла. Еден од моите клиенти токму дојде со ваква проблематика, а тоа е работеше по 16 дена на час, не му стигаше времето, па луѓе, па галама, па понуди, па инвестирање вамо, возила, алати, машини, чуда. Мајко моја, не можам ја да го сватим што работа, а не сам да се свати. Кога седнавме и погледнавме низ неговото портфолио, со кои клиенти соработувал до сега, кои луѓе најдобро му одат, со кого делат исти вредности, каде дава најголема испорака, во што е тоа што ужива, запиши ги овие прашања, не ти ги кажувам само колку да помине време, туку сите тие се важни. И што направивме? Откуп клиенти, дојдовме до само 2-3, нив ги нарекуваме идеални клиенти и што направивме? Буквално цел бизнис го посложивме да буквално им служи само на ваква мала целна група. Зошто е важно да направиме теснување, сегментација или упростување? Оти на тој начин заработуваме повеќе, работиме поефективно, помалку правиме грешки, помалку инвестираме, точно знаеме да колку луѓе ни требаат за која позиција. Предвидливо е, сме требале да ја произведеме чашава, да, супер, знаеме за колку време, знаеме на секогаш на ист начин како да добиеме иста чаша, што значи од креација, од идеја до реализација се живо е предвидливо. Имаш 5 вработени, имаш 10 вработени, ако секој си работа во своја фаза, буквално на тој начин точно знаеш колку време треба да се издизајнира, да се офарба, да се залепи, да се не знам што и да ти се фазите и буквално си како една фабрика. Ова сега што ќе ти го кажам, те молам со 5 уши слушни го, оти ова е нешто што 99% од клиентите со кои што соработувам, а се наоѓаат на ова ниво, буквално секогаш ја слушам истава изјава, а тоа е: јас сум на почеток и мора да се покажам, ние сме мала фирма, ние сме на самиот почеток. Те молам, дали ти си на почеток или не си на почеток, свати дека ништо не мораш и се можеш. Дали твојата фирма е мала и ја сметаш мала со 10 вработени, дали твојата фирма ја сметаш дека е мала со 50 вработени, дали твојата фирма ја сматраш дека е мала затоа што правиш не знам колку промет, се е тоа во твојата глава и секогаш кога се споредуваш со поголеми или со помали, повторно ќе дојдеш до некоја си не знам каква споредба, но тоа е нешто што те саботира.
9 од 10 луѓе ги зборуваат овие работи. Ние сме на само почеток, мора да се докажеме, мора да прифатиме секој. Не мораш, верувај ми, и наместо да се трудиш да го удоволиш на секој, прегледај ја оваа епизода по 100 пати, врати се назад, дефинирај го сето она што ти го кажувам и ќе забележиш дека можеш за 20% од она вкупно време што го вложуваш сега 100, за 20%, само 20% вложено време да дојдеш као господин со фини клиенти, со фин тим, со јаснен календар што работиш, како работиш, буквално предвидливо и јасно да дојдеш до 30.000 евра, без да те боли глава, без да инвестираш куп пари и се останато. Што се случи кога со овој човек го дефиниравме? Он претходно работеше и огради, врати, кровови, покриви, не знам, лифтови, чуда, самиот не знаеш. Кога видовме со кои луѓе моди соработката, каде има најголема заработка, со кого би сакал да соработува, цел негов маркетинг го насочивме само на еден начин, ни социјални мрежи, ни ова, значи не ти правам циркузи, сега треба да снимаш видеа, па подкасти, па инвестиции. Не, зборуваме за 30.000 евра, не зборуваме за 300. Значи, ако имаш таква група, само размисли каде се наоѓаат тие луѓе и оди да се запознаеш, да се вмрежиш, да добиваш што повеќе такви клиенти. Труди се да добиваш идентични, односно истата понуда, и што се случува подоцна? Буквално од 300.000 евра во една година промет, за само 6 месеци до 9 месеци дојдовме на над 1.000.000 евра. И знам дека нема да ми веруваш, затоа ќе биде гостин во подкаст епизодата, да ти објасни од лично искуство како ова, дека има смисла, дека држи вода, оти знаеме дека луѓето не веруваат, дури и кога ќе им кажеш да, ќе речат па да, него му е лесно, оти таков му е бизнисот, значи секогаш тражиме проблем онамо каде што не постои. Сега, што е важно во делот на испорака? Кога ти произведуваш, рековме софтвер, цртеж, небитно, она што е важно, покрај овие мисли што ги кажав претходно, мојот бизнис е мал јариња глупости, 10 од 10 луѓе, 100 од 100, буквално, секој еден човек со кој што сум имал прилика да соработувам или сега соработувам, велат, мојот бизнис е креативен, мојата работа е креативна, мојот тим е креативен и јас ќе ти кажам една работа. Како што кога одиш по голема нужда и пушташ вода, те молам, пушти ја оваа твоја мисла и пушти вода, затоа што тоа е најголемата глупост која што можеш да ја слушнеш. Зошто? Секогаш кога ќе ја слушнам оваа изјава, кога некој ќе ми каже, Александар, ама мојата работа е креативна. Знаеш ли ја што слушам? Александар, немам 100 евра во джеп, јас немам клиенти, јас не знам да заработувам. Зошто? Затоа што он си прави барам со паметот, неговијата работа е креативна. Јас може би ќе ти звучам дрско, но само една работа сакам да ти пренесам. Во последниве 100 години, освен автомобил, струја, телефон, радио, интернет, ништо друго ново не е измислено. Верувај дека се што работиш, во моментот, некој истото тоа го работел пред 100 години. Само начинот е различен, значи нешто се менува. Во основа, буквално се е исто. Од секогаш постоел маркетинг, од секогаш постоела продажба, од секогаш постоела испорака. Ништо никогаш не е променето. Значи, ако имаш мисла, мојот бизнис е специфичен, мојот бизнис е различен, мојата работа е креативна, само сети се дека зборуваш, јас не знам да заработам пари, јас не знам да водам бизнис. Па наместо да решавам 3 проблеми, маркетинг, продажба и испорака, подобро ми е да измислувам глупости и да бидам во право, отколку да решавам работи. Сега, зошто можам да се дрзнам слободно и да кажам дека ништо не е различно и се е идентично и дека нема креативна работа? Затоа што ќе ти кажам, ако ти сонуваш дека твојата работа е креативна, затоа што црташ, твојата креативност има време и некој треба да ја плати. Ако ти сонуваш дека твојата работа е креативна затоа што програмираш, таа твоја креативност некој треба на крајот денот да ја измери и да ја вреднува и да ја плати. Ако ти леташ у облаци дека твоја работа е специфична,
а си длабоко искрен со себе, ќе забележиш дека 80% од секоја една работа Божја, без разлика што е повторување. Затоа во секоја индустрија постојат стандарди. Ти можеш да измислиш жолта кујна, зелен тепих, плаво светло, брз софтвер, ваков, што сакаш. Можеш изграда, со 55 балкона, но во основа позади се ова што го дадов како пример, постојат стандарди. Се знае димензија, висина, ширина на кујна и на елементи. Ти можеш да направиш олкава фиока, ама после нема да најдеш олкав елемент за лажици и вилјушки внатре. Ти можеш да направиш олкава дупка за шпорет, ама не постои таков шпорет затоа што некој го произведува во некав си стандард. Ти можеш да направиш дупка во зидот за, каков вграден фрижидер, но кој ќе отвориш вратата, внатре пак ќе стои некаков фрижидер кој што ќе биде дефиниран врз основа на некој си стандард. Исто во кога го зборувам, имам клиенти, работиме ние веб дизајн и ние работиме custom made. Жити мајка, ако е custom made англицизам, значи ние треба у несвест да паднеме. Тоа значи само дека работаш различно за секој еден клиент и еве ти го проблемот. Ако ти се удоволуваш да направиш за секого нешто различно, нели, затоа што сакаш да бидеш мангупеве, ти работиш различно, во тој случај секој ќе биде задоволен, но ни ти, ни вработените нема оти нонстоп се мачите. Дури да е веб дизајн, погледни во што се случува во основата. Повторно ќе пронајдеш дека 80% се придржуваш до некакви стандарди, се повикуваш до готови кабинети, што. Систематизирај го и оптимизирај го овој процес. Инаку секогаш ќе бараш таленти клиенти, таленти вработени, ти некаков си талент и ќе живееш во илузија и никогаш нема да заработаш 30.000 евра. Ако ме прашаш дали би бирал да бидам најпаметен човек што знае премногу или да бидам најглупиот што знае едноставно да заработа 30.000 евра, јас не знам за тебе, но јас би го одбрал второто. И за самиот крај, зошто е важно да имаш една иста испорака? Затоа што кога ти секогаш произведуваш на ист начин, како на пример шеќер, млеко, какао, милка, шеќер, какао, млеко, милка, шеќер, какао, млеко, милка, ти си фабрика за правење пари, не за производство чоколада. Фабрика за производство на пари. Ако ти знаеш да произведуваш мерка, цртеж, монтажа, мерка, цртеж, монтажа, мерка, цртеж, монтажа, донеси камера, сними, продај, донеси камера, сними, продај, програмирај се, значи, истите чекори, ако ги правиш секогаш, ти си фабрика за правење пари. Колку побрзо ова го сватиш, ќе сватиш дека си дошол на 30.000 евра месечна добивка и тогаш ќе сватиш дека Александар бил во право. Сега, наместо да ти поминат 10 години за да го сватиш ова, само те молам, имај храброст и примени го. И уште едно, зошто е сето ова важно? Затоа што додека си ти најважната личност во твојата фирма, никогаш околу тебе нема да пронајдеш луѓе со иста енергија, со ист ентузијазам, со ист ризик, со иста елан, возбуда за работа, ти си собственикот, не се и тие. Ти сакаш, имаш визија, се трудиш, но не се ни твоите вработени исто, си имаат свој живот луѓето, своји вредности, своји ставови. Ако ти не научиш ова да го упростиш, кој да дојде за 2 месеци да може да биде експерт како и ти, немаш бизнис, имаш хоби, имаш заебанција. Претплати се под ова видео, имаш линк каде што пишува newsletter пријава. Зошто е важно ова за тебе? Затоа што кон крајот на овој серијал ќе одржам бесплатен онлайн тренинг, каде што ќе можеш да ми поставиш било кое прашање од сето она што до сега и од сега ќе го работиме, наместо да чукаш глава што сакаше да каже, а дали е ова кај мене, донеси го прашањето, ќе ти го одговорам, ќе ти помогнам, нема никаков проблем, но само да знаеш дека ова е затворена група, ќе биде на Zoom, нема да се снима, а тоа значи дека нема да добие никој линк кој што не е претплатен на овој newsletter. Се гледаме во следната епизода и ти посакувам перфектна испорака.